7 часот и 41 минута, при крај сме на овој прв блок од денешното дружење во Македонија наутро, така што наредните минути се резервирани и за првото гостување. Следната тема не засега сите, затоа што е дел од нашето секојдневие, односно за исхраната. Овошјето и зеленчукот се основни намирници кои што секојдневно ги купуваме и внесуваме, меѓутоа колку се безбедни. Затоа што пестицидите се користат во земјоделството и посевите, меѓутоа како влијаат доколку не го користиме правилно зеленчукот и овошјето во однос на неговата обработка. Да, тоа ќе биде едно од прашањата што утрово ќе ги поставиме на нашата прва гостинка и соговорничка, дипломиран нутриционист Билјана Ристевска. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на МТ Утрово. Уште неколку дена имаме до пролета, се повеќе и повеќе. Ако не ни изненади времето, би требало да имаме и овошки, да ги имаме и првите овошки, и првите зеленчуци, но во ова ново време во кое што живееме, темата која што не смееме да ја заобиколиме, тоа се пестицидите. Колку се всушност штетни за здравието и дали треба да бидеме загрижени поради нивните остатоци во исхраната? Вака, прво, пестицидите се хемиски супстанции кои има заштитна улога на земјоделските култури од болести, од контаминенти и од плевел. Во секој случај, секако дека имаат штета по однос на нивното секојдневно конзумирање, меѓутоа морам да напоменам дека веќе сите производувачи, односно производители на храна, мора да внимаваат и има строго регулирана регулатива според која треба да произведуваат еден производ. Што тоа значи? Според таа регулатива има дозволени резидуи кои што може да бидат присутни во еден намирник, дали е тоа овошје или зеленчук, и доколку е тоа така, секако дека нема да има проблем по здравието и доколку тоа е еднократна употреба. Меѓутоа, се што е повеќе од тоа, односно внесување на одреден пестицид во одреден временски период, односно континуирано, може да направи проблем секако по нашето здравје. Најмногу тука се засегнати хормоните, односно хормоналниот баланс во организамот, понатаму имуниот систем опаѓа доколку имаме контаминација од одреден пестицид во подолг временски рок. Невролошките состојби исто така се засегнати и понатаму секако може да се случи да дојде до одредено хронично заболување после долгогодишно, односно после долг временски период употреба на одредени пестициди кои што ги внесуваме практично преку нивните остатоци во храната која што и вие напоменавте, најчесто тоа се овошјето и зеленчукот како градинарски култури. Кои овошја и зеленчуци подлежат на поголеми остатоци од пестицидите? Вака, истражувањата говорат дека оние овошки зеленчуци кои што имаат потенка кора се оние кои што повеќе акумулираат пестициди во својот состав. Тоа се јагодите, јаболкото, црешите, грозието, праските, меѓу кои нектарината, понатаму спанаќот, зелената салата, секако дека се пиперката и доматот исто така, заради тоа што имаат навистина тенка обвивка, односно кора, и полесно може пестицидот да продре во истите. Мене ми е многу криво кога една ваква мала земја не може многу убаво да се организира и најповеќе да се носи со сопствено производство, барем кога зборуваме за овошје и зеленчук. Толку сме малку на број луѓе, толку имаме плодна површина, а сепак увезуваме овошје и зеленчук, што не беше тоа така порано, кога бевме ние помали, мислам не беше во овие количества. Затоа тука прашањето, јас морав да си кажам свој став околу тоа. Сега прашањето, дали постои разлика меѓу домашното одгледувано и увезеното овошје и зеленчук, кога станува збор за употребата на пестициди? Верувам на домашното можеме и повеќе контрола да имаме и да се насочиме и на поприродни можеби вакви. Така. Генерално не можеме да генерализираме дека домашното е со помалку пестициди, а увозното е со повеќе. Зошто? Заради тоа што зависи од каде е увезена храната. Има зими каде што нивото на пестициди, односно количеството на пестициди навистина е по строга контрола и сето тоа говори за неговиот квалитет
и безбедност на храната која што ќе увезете ви од некаде. Што некогаш не го дава тоа како гарант за домашно производство на храна. Некогаш во домашните произведени производи може да има поголема концентрација на пестициди доколку не се добро контролирани. Во светот има навистина законски регулативи кои што се строги, кои што се строго по одредени принципи, навистина некогаш увезената храна има помалку пестициди отколку нашата домашна. Сега, како што напоменавте и вие, доколку е тоа производство помало, доколку секој произведува помала количина на храна и нема потреба да користи таква концентрација на пестициди, тогаш е секако дека тоа е поздраво и секогаш треба да бираме сезонска и локална храна, заради тоа што сезонската и локална храна и не треба да биде третирана со такви хемикали, односно хемиски супстанци, од причина што кога е сезона, тоа овош или зеленчук и така се функционира, односно обстојува на поднебието. Сега, например, во временски период каде што не е сезона на доматите, не е сезона на краставиците, што очекувате вие, дека нема да бидат третирани со пестициди за да опстанат така и за да ви траат по неколку недели во ладилникот? Така. Колку е всушност важна правилната подготовка на намирниците пред да ги конзумираме? Секако дека е важна правилната подготовка, посебно за овошјето и зеленчукот, кои што се конзумираат најчесто во сирова форма и кои што треба да бидат заштитени, односно прочистени од овие пестициди или хемиски супстанции за кои што разговараме. Најдобар начин за подготовка е секако нивното добро миење. Наједноставно, најпрактично е миење под млас ладна вода и меѓутоа механичкото чистење треба да биде навистина застапено и тоа да биде приоритет пред она миење под млас ладна вода. Секако дека доматот, краставицата и болкото треба да бидат добро истриени пред да бидат исконзумирани. Заради тоа што овие пестициди најчесто се задржуваат во обвивката, односно лушпата на овошјето и зеленчукот и без разлика дали ќе ги јадете лупени или нелупени, секако дека треба да бидат. Има луѓе грешат, например, јадат портокал, јадат цитрун, краставица, па вели дека таа не треба да биде измиена. А јас велам со самото лупење вие имате миграција на частичките од ножот со кој што го лупите во медиумот, дали е краставица, дали е домат, дали е портокал, цитрус. мандарина. Заради точно мора да бидат измиени без разлика дали ќе се лупат или не се лупат. Сода бикарбона, оцет, додавање во вода, колку е здраво што се остава во сода бикарбона овошјето да стои по повеќе минути, по половина час. Кој е тука методот? Кој е најдобриот начин за миење? Најдобриот начин, како што напоменав, е млас ладна вода и најпрактичен, наједноставен. Добре. Само толку алкализираме наједноставно. Вие со сода бикарбоната само алкализираме средината. Добре. Значи сода бикарбонат е алкализатор. Добре. И тоа треба да биде препорака моја да е медицинска сода, да е сода која што може и орално, односно перос да се консумира. Не треба да се оставаат ништо повеќе од неколку минути овошките и зеленчукот во истата и потоа пак да бидат измиени, односно исплакнати под млас ладна вода. Јаболковиот оцет е секако здрав доколку е природен, пак напоменувам, доколку нема додадени шеќери дополнително. Истото, тој повеќе делува против фунгите, односно против бактериите, така да слободно можете и во јаболков оцет, меѓутоа кратко и потоа пак под млас ладна вода. Така. Лупењето на овоќе и зеленчук е една од методите или начините како да се заштитиме од внесување поголеми количини пестициди. Меѓутоа исто така често слушаме дека всушност во самата лушпа на растенијето, на овошјето и зеленчукот се кријат неважните хранливи материи. Токму така, препорака најчесто, како што напоменавте вие, слушаме дека треба јаболката затоа што е повеќе кратно третирана со пестициди, дека треба да се излупи и така да се исконзумира. Исто и за останатите овошки и зеленчуци, иако во самата обвивка, односно во кората, се наоѓаат можеби и едни од поквалитетните хранливи материи. Во јаболкото, например, тоа се пектините, растителните влакна и многу антиоксиданси, односно витамини и минерали се наоѓаат во обвивката на овошјето и зеленчукот. Препорака моја е доколку можете го знаете производителот од каде набавено овошјето и зеленчукот, да не ги лупите.
иако нели ќе напоменам дека доколку имате информација пак дека се неколку нели кратно третирани со овие химикали, секако задолжително е да се излупат. Основната нели поента е дека секогаш треба да ги менуваме, да не сме секогаш изложени на еден ист пестицид. Што тоа значи? Дека не може вие во текот на целата есенско-зимски период да внесувате само портокал или не може да внесувате само јаболко. Мора да бидеме разновидни, за да нели едниот пестицид има време и простор да се отстрани и елиминира нашиот организам, додека третираме со друг пестицид, заради тоа што овошките зеленчуците не секогаш се третираат со еден вид на химикали, односно химиска супстанца. Така. Препорака е пак, доколку си имате домашно производство, доколку ги знаете производителите, секогаш е најдобро да се конзумира со лушпа овошите зеленчукот. Посебно нели крставицата и јаболкото, крставицата најчесто нели таа која што лупиме, доматот не често се лупи, нели не ретко кој го лупи, односно го лупат оние луѓе кои што имаат проблем со гастроинтестиналниот систем. Деца, бремени жени, постари лица, обично секогаш ги издвојуваме нели како почувствителни, сега пестициди во храна и чувствителност. Што правиме со оваа категорија на луѓе? Секако дека се почувствителна категорија, заради тоа што децата се уште во раст и развој и механизмите за детоксикација, нели природните механизми како што се црниот дроб и бубрезите, се уште се во развој. Затоа оваа категорија се нели по осетлива категорија. Бремените жени заради тоа што може да пренесат нели на плодот дел од овие контаминенти, односно дел од овие пестициди, а пак возрастните спротивно од децата. Значи кај возрастните имаме намалување на метаболни процеси во телото, намалување на функцијата на одредени органи и заради тоа се под ризик од внес на пестициди. Кај овие категории на лица треба да се биде строго внимателен при внесот на одредени хранливи намирници, посебно кај дечињата, заради тоа што тие веќе тука почнуваат да градат основа за својата добра здравствена состојба понатаму, меѓутоа и за состојбата на органите кои што прават сами по себе детоксикација на организмот. Препорака е исто за оваа популација, за дечињата, да се бара строго храна произведена во домашни услови од познат производител на кој што му верувате. Немаме секогаш можност да купуваме од познат производител, така што има ли некаков начин или совет како да препознаеме свежо и безбедно овошје и зеленчук во маркет или на пазар? Така. Едноставно е препознавањето, треба да го има природниот мирис, арома, овошите зеленчукот, кога вие нели ќе го доближите до вас, да праската да мириса на праска, доматот да мириса на домат. Понатаму текстурата е многу важна, која што за жал ние секогаш гледаме да биде нели идеална, односно да имаме сјаен производ, да имаме нели токму главија што би рекла намирници, односно сите јаболка да се с иста големина, сите нели краставици да се исти. Не треба да гледаме тоа, треба да гледаме да е производот природен, односно текстурата да е навистина онаква каква што би израснала природата јаболчето, да не биде сите јаболка исти, да не бидат нели што посјајни, тоа значи поголемо. Точно така. Значи и нека има нели оштетување некој механичко, нека има некое дупче на јаболкото, меѓутоа тоа е првите трикови што јас би ги рекла за да препознаеме дали е производот третиран или не е третиран со химиски супстанци. Иако морам да признам дека ретко можеби за жал и луксус е сега да најдете производ кој што не е третиран со химиски супстанци, односно кој што не содржи пестициди. А дали органската храна навистина е побезбедна кога станува збор за пестициди? Вреди ли што ја плаќаме повеќе? Вака, органската храна не се употреба кога се произведува химиска супстанца, меѓутоа секако дека се додаваат заштитници во однос на истата, кои што би нели го продолжиле незиниот век, кои што би ја одржале незината структура и конзистенција онака како што треба да биде, меѓутоа не секогаш органската храна значи нели и поздрава храна од онаа конвенционалната храна. Некогаш има храна која што е конвенционално нели добиена, одрастена, одгаена и со самото тоа е поздрава од било која нели органска храна. Пак ќе напоменам, секој некој што се произведува во домашни услови храна не може да тврди, нема сертификат дека е органска храна, меѓутоа е каде поздрава. Оние локални производувачи на храна, од кои што набавуваме храна, и како што напоменавте, за жал се помалку ги има, а Македонија е поднебје каде што навистина изобилува со нели
почва, нели, имаме услови, клима со кое што во кое што би произвела храна секој индивидуално за себе доколку произведува, нема потреба да купува органска храна заради тоа што во наводници таа е неговата органска храна која што е произвел сам во домашни услови. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Благодариме вам, поздрав уште еднаш до сите гледачи утрово. Благодариме за издвоеното време, а ние тука го заокружуваме првиот дел од Македонија наутро, 5 минути до 7 часот. Веќе се подготвуваат и колегите за првиот информативен блок утрово. До тогаш уживаме со убава македонска музика и Павле Камиловски.